Добро вечер, добро дојдовте во ново издание на Кавгасион. Пред да би го представам од гостин, сакам да упатам една честитка за сите наши гледачи кои што се викаат Благица, Благоја, Благуна. Пошто денеска е Благојец, убав празник, ви посакувам убави и мирни празници, да си ги прославите, се надам, пошто навечер е емисија, дека си го веќе прославивте овој убав ден и дека полека се подготвувате и за Велик петок и така натаму за сите оние наши празници православни кои што доаѓаат. Вечерва немам намера да ги повикам сите оние кои што веќе ги повикав, ќе ги одморам малку оваа недела да се подготват, но морам да кажам дека вечерва сум пријатно изненаден затоа што за прв пат доаѓа министер од ова актуелна влада и знаете како се вели кога имате опозиција, вообичаено и практично би било опозицијата да се тепа да доаѓа да гостува во емисиите поради поголема визибилност, што за жал не е случај кај нас е обратно, па власта таа е која што сака да има поголема визибилност и затоа вечерва имам министерката за образование и наука, господја Весна Јаневска. Добро вечер. Добро вечер. Ола, сенјора министра, сега вака знаете како јас ве гледам и оведнаш ми почнува да ми доаѓа на памет да зборувам шпански, италијански, знаете ли зошто? Дефинитивно, да. Знаете, нели, поради вашиот предлог за гледање и за учење на странските јазици со помош на серија. Кој јазик вие го научевте, кажете ми? Јас со помош на серии не учев јазици. Па како тогаш, зошто тогаш давате совети да? Друго, затоа што наставниците велат дека децата кои гледаат странски серии, ама англиски, лесно го совладуваат јазикот. Па јас утепав шпански серии, од Касандра гледам да ми верувате, се шинав гледајќи, јас знам само ола да кажам, Барселона на пример, акцентот го научив, но ништо повеќе и сенјора министра е вечера. Жал ми е, значи не сте талент за јазик. Ја баш сметам дека сум талент за јазик, себе да ви кажам, но кажете ми вие како едукатор, како министер, вака биваше јавно да ни даете совет? Не, тоа беше лапсус, може да го кажеме лапсус лингва? Лапсус или извадено од контекст. Не може да извади, сега знаете, вие политичарите многу сакате да Не, стануваше збор за јазик за комуникација меѓу етничките заедници во нашата држава. Тоа не е учење на јазик како што учиме прв и втор странски јазик, англиски и германски, туку, бидејќи нашите деца не се разбираат и почнуваат преку англискиот јазик да се разбираат. А тоа е нормално за вас? Дефинитивно не, јас сум единствената ми се чини која толку многу гласно кажува дека е ненормално, нели е? Дефинитивно е ненормално, дефинитивно. И сега, значи ја да ве сватам, вие ми викате да си гледам албански серии. Не, зашто да не? Јас се обидувам да слушам вести на албански за да поднаучам по некој збор. И понаучувате ли? Па поднаучувам, еве Чеверија на пример. Па Чеверија го знам и јас. Па добро, ама ако гледате повеќе, ќе знаете. Ќе знаете Али Ахмети што е? Тоа секако знаеме сите. Станува збор за јазик на комуникација, во кој да речеме во 4-то и 5-то се учи македонски јазик, како што учат македонците, за албанците, во прво и второ оделение. Значи, за да можат да почнат да комуницираат. Факт е дека талентирани деца кои слушаат многу јазик, па сега и модерно така се учи и странскиот јазик, со многу слушање и со многу зборување, полесно успеваат. Дефинитивно има и затоа за прв пат ќе има учебници за заедниците, имаше лани на веб страната. Па, например, турски јазик и култура за заедниците, македонски јазик и култура за заедниците. Зошто не е македонскиот јазик задолжително да се учи од прво оделение, како што се учи во огромен број на западни земји, затоа што е тоа домицилен јазик, официјален јазик, многу нашите сограѓани албанци се за нив зборам, тие го учат од 4-то оделение, ако не се лажам, така ли е? Да. Зошто не го учат од прво оделение? Не сум социолог и не можам да го кажам тој феномен. Треба да бидете едукатор. Не, сум, така е, сум едуцирала многу. Така е. И ќе ви кажам, ние имаме друг проблем, немаме проблем во учењето на јазикот. Децата во Струга, децата во Дебар, децата во Кичево, дел од децата во Гостивар ги зборуваат двата јазика. Населението ги зборува двата јазици,
Затоа што живеат меѓусебно Едни со и други. го споделуваат животот. Така е. Со оглед на тоа што се случуваше во нашата земја и што допред завчера, нели, допред некој ден се случуваше, под мотото живот за сите, де факто Така е. длабока подела на општеството, децата веќе не се разбираат, а и возрастните не се разбираат. Од тука, јас, од моја гледна точка ова, нели, некако социолог го кажувам, од тука ние имаме поголем проблем од учењето на јазикот. Ние имаме проблем на комплетна интеграција на општеството. Ние имаме проблем на сегрегација, на паралелно живење. Точно, но за да се избегне тоа треба интеграција целосна на целото општество. Еве се обидуваме. Прво треба да кажеме дека ова се случува и јас најгласно го кажувам Јас тоа го велам и ми се лутат кога го кажувам. Не треба да ви се лутат, дефинитивно не треба да ви се лутат. Албанци се лутат кога ќе им кажам дека не е во ред да се држат представи во основно училиште со фолклорни елементи воени милитантни на УЧК. Првиот чекор сме го направиле. Така ли е? Првиот чекор го направивме. Прво почнавме отворено да зборуваме за она што ни е проблем, затоа што до завчера воопшто не се ни зборуваше. Не го ги криевме. Не сошто не го ги криевме. Не се крие, тоа е видливо, но никој не сакаше да зборува за тоа и секој живее во својот паралелен свет. Ние почнавме да зборуваме дека тоа не е добро и дека треба да најдеме начин како да го исправиме. Очигледно за некои нешта не е се уште дојдено времето. Но кога е направен првиот чекор, сигурно ќе следи и втор. Крајната цел треба да бидат мултиетнички паралелки кои ќе учат на првиот службен јазик, ќе ги изучуваат и другите јазици кои сега им се нудат, но за жал очигледно дека се уште не е созреано времето. Но јас како оптимист мислам дека ако малку повеќе поработиме на ова, ќе ја достигнеме целта после повеќе години, не утре и задутре, ќе треба малку време. Од тука јас меѓу време ќе се живееме едни до други, а не едни со други. Не, ќе живееме заедно, па од тука еве министерството, на пример, оваа година наместо 30.000 со новиот закон нуди 90.000 средства за да се зголеми по проект за да се зголеми мултиетничкиот живење меѓу деца на така. И тоа е еден чекор, зашто да не ќе имаат повеќе средства, поубава представа, поубав настан ќе направат, ќе се дружат меѓу себе, ќе комуницираат меѓу себе, ќе се запознаваат меѓу себе и тоа ќе биде еден од чекорите кои ќе придонесат до она што јас го викам крајна цел. Проблемот е што ние можеме да работиме со децата и ќе работиме со децата, не е проблемот во децата. Децата учат тоа што ние возрастните ќе им кажеме. Проблемот е во возрастните, па од тука јас, кога ќе ми дојдат разни добронамерни во наводници и во наводници, но и сериозно добронамерни невладени организации, им велам дека фокусот треба да го стават на родителите на децата кои ги облакаат своите деца во униформи. Иако и тоа може од некој аспект да биде разбирливо, нема што да чекам. И тоа може да биде од некој аспект, ние не работиме на политиката и не работиме на тоа дека сите граѓани оваа земја треба да ја чувствуваат како своја. Госпоѓо Јаневска, ова што го кажувате е се убаво кога ќе биде напишано, ставено на хартија и кога ќе биде еден вид на теорија, научна теорија или образовна теорија, но кога ќе седнете вие, кога ќе мрнете надвор од Скопје, или ве отворите, пошто е 21 век, отворите го Фејсбукот на Билјалка Сами. Билјалка Сами е градоначалник и ваш коалицијски партнер, не е мој, ваш коалицијски партнер, на Влен, кој што вика дека повикува и организира јавна дебата за промена на имињата на улиците. Се внимавајте. Во Тетово се гушат во отрови, во отпади, знаете самите, загаденоста е поголема него во Скопје. Во Тетово, македонската фудбалска екипа на Тетекс не може да игра на стадионот на Шкенди или на некој друг. Во Тетово, хаос за возење и за паркирање. Сте биле во Тетово, не треба да ви кажувам, нели? И тој ваш коалицијски партнер сето ова го става под тепих, ова што сега го зборуваме, вика ајде да ги менуваме имињата поради тоа што не биле во корелација со сегажноста, алудирале на некоја Астамска Македонија.
И се вие за тоа ми зборувате мене овдека. Тој истиот Билјал Касами прави јавна расправа за, пазете, значи вие бевте таа, ја ве слушам во моментите на опозиција, нели, вие сте одамна во ова ВМРО-ДПМН, не сте од Народна партија со Љупчо, тоа после ќе збориме. Вие бевте која што ја критикувавте. Прашањето ве молам. Критикувавте. Ама оставете ме, ова не е интервју, ова е дебата, ова се вика на Кавга, се ја вашиот став, да, сакам да ви дам вовет. Кажете ми, како вие ќе се борите против овие ваши соработници кои што сака да ги менуваат историските имиња на историски личности од нашата колективна меморија? Знаете зашто во Втората светска војна не беа партизаните само македонци, ќе се согласите со мене. Имаше и турци, и албанци, многу имиња кои, и се зашто тој човек не се фаќа со загаденоста, туку се фаќа со ова работа која што знае дека иницира и прави еден тригер на револт кај неговите сограѓани македонци, не само во Тетово, секаде. Предпоставам дека тој се бави и со другите нешта, дека 100%. Еве ја одам и дишам со полни плуќа во Тетово. Знаете како е чисто? Веројатно не е, но и тоа не е нешто како и во Скопје, и тоа не е нешто што се сече со нож, па од денес имавме баш се сече од нож. Да ви кажам, баш се сече од нож, да знаете, кога ќе организирате служба за прво за чистење на јавниот смет, тогаш се вика дека се сече од нож. Во Скопје шетате да видите како е. Знаете какви случаи, знаете колку имате, ги гледавте прилозите на Канал 5, сте поминали ли на градскиот плоштад испод камени мост да видите колку ѓубри има, знаете какви фекали? Добро, сега навлеговме во локалната самоуправа, но окей. Се враќам на тоа што вие велите дека тоа е така, а имате ваш коалициски партнер кој што вас не ве почитува. Ама не можете да кажете дека луѓето ништо не прават, некои можеби и не прават ништо, окей, не знам. Кој рече дека вие не правите? Реков за вашиот коалициски партнер. За локалната самоуправа. Има локални самоуправи каде што навистина совршено добро функционираат од животите нешта. Па и со животите, да, ви набројав неколку, Така е Гостиваре, например, релативно пристоен. Така е. Па и Дебаре, многу пристоен. Па и во Струга, без оглед што таму е, нели, Мерко, луѓето си живеат. Уште е таму Мерко? Уште е таму Мерко, да. Сега, предпоставам избори се ближат, но тоа не е моја работа. Таму има локална самоуправа, таму има совет. Советот одлучува како, зашто ќе даде приоритет и предност. Затоа постои советот, затоа тоа се вика демократија. Значи, тие ќе одлучат што им е приоритет и тие ќе кажат што треба прво, а што последно да се направи. И таму се мешани луѓето од повеќе партии, предпоставувам, имаат договори, разговори, кавги, дискусии и така натаму. Партии, кога зборуваме за нашето општество, зар ние треба да зборуваме... Па тие се представници. Ама сега немојте сегде во светот има партии, нели, и представници на партиите. Ве молам. Зборуваме за вас и за мене. Зборуваме за нашите сограѓани. Нема тука партија, кога ќе дојдете на власт, вие сте влада на централно ниво и власт на локално ниво. Влада на локално ниво. Но вие го спомнавте коалициониот партнер, па не случајно, сега ќе продолжам. И затоа така и ви одговарам. Да, тоа е едно, избори се ближат, нели, па бидејќи... Мислите, фолклор е изборен? Дефинитивно е, ние сме за жал на тоа ниво на кое што сме и... Примитивно? Политички и партиски примитивно сме? Не би рекла дека сме примитивно, ама не би рекла ни дека сме многу цивилизирани, така? Барем не сите ние. Па кажете ми, за вас е цивилизирано ли вие како министарка да се борите во период кога сте во опозиција и кога ќе дојдете првите дена, да кажеме, од министерувањето ваше, да викате, што за мене е навистина доблесно, пред се за да ова што го зборувавме, се социализираат сите деца од сите етнички заедници, да се интонира химната, националната химна. Ова не е македонска химна, него е национална на нацијата. Така. Да. И отеднашка вие давате интервју, ве слушам на една телевизија и викате, знаете што, тоа е ставено на холд, што би кажале англичаните, поради тоа што ова е политичко прашање. Сега ја да ве прашам, како вие како министер можете да ми кажете мене дека еден од трите атрибути на нацијата... Многу лесно можам да ви кажам. Времето не е созреано. Химната секој и секаде може да ја интонира и пее. Тоа не е забрането. Напротив, нели, пожелно е. Доколку во одредена средина не се чувствуваат
пријатно кога ја слушаат, не треба насилно тоа да го направиме, тоа треба да го направиме со образование, создавајќи услови да тие луѓе ја почувствуваат сопствената земја како своја. За жал, јас тврдам дека политиките во минатото направија не сите граѓани да ја чувствуваат сопствената земја како своја. Наша задача е сега тоа да го поправиме. Ние имаме заедничка земја, ова сум го кажала многу пати, во неа живееме различни луѓе, но земјата е една единствена и е наша. И сите треба да ја почувствуваат така. Тоа што децата или разни други малку повозрастни генерации некој ги учел дека тоа не е така, тоа е грешка која треба да се поправи. Впрочем, многу е рано, поминаа само 20 на години, времето ќе го направи своето ако водиме добри политики. Значи, вие треба да ми кажете дека законот за употреба на знаме, на грб и на химна... Не сакам тоа да ви кажам, ако конкретно ме прашувате за мојот закон, се извинувам, персонализирам, но како министер сум тука, за законот за средно, да, повлечен е затоа што во него има многу позначени работи, отколку да не биде донесен само заради тоа што ние не сме спремни да ја прифатиме државата таква каква што е. Таму се решава проблем на образовни асистенти, таму се решава проблем на наставници за кариерно советување, таму првпат се решава ученичко организирање и во основно и во средно. Се решава матурата, нешто што ни е горливо и што не засега сите. И ако тој закон се донесе, и ако се спроведува, сите ќе имаат бенефит, тука моето мислење, дека кога ќе го почувствуваат бенефитот, сите ќе почнат да ја чувствуваат државата како своја. Значи, се надевам дека ќе ми оставите заклучок, значи од тоа ве сваќам дека законот за трите столба атрибути на една држава, било која во светот, химна, знаме и грб, важи за сите заедници, освен за албанската, поради тоа што не се чувствуваат лагодно, така ми рековте сега. Важи и за нив, но во минатото насилието ни покажа колку може да произведе страшни ефекти. Јас, како личност, нема да дозволам на законот за образование да се кршат политички копија. Поважно е образованието... Него политиката и партиите. Да, точно така е. А работата на партиите да ја доведат државата во ред. И ќе ја доведат вашата партија? Дефинитивно ќе ја доведат, затоа треба малку време. Добро. Ми рекоа дека Весна Јаневска, министерката, не била динамична. Како не се динамична? Оличаја се малце да ја зголиме се динамиката за еден трагичен, за мене апокалиптичен настан во Кочани. Сакам малце од политички аспект да ве прашам за целиот оној стручен, мислам дека веќе кажавте дека ни требаат многу психолози кои што ќе треба во наредниот период и прашање што ќе направат тие психолози со тие луѓе кои што немам зборови што да кажам што им се случи. Кажете ме на една друга работа. Во последниве неколку дена, 7-8, може и 10 дена, опозицијата константно вас, како ќе речем вас, не вас лично, него вашата влада, која што е политичка влада, во МРОДПМ, не знам и ВЛЕН, ве напаѓа за селективност при истрагата која што е се уште ongoing и која што баш мене ме интересира, мислам и јавноста интересира што се случува, како е возможно да се апсат и да се приведуваат луѓе да се ставаат во ефективен притвор, има дели во домашен, да бидам искрен, една особа или двајца само луѓе кои што се од порано, од пред година, 2, 3, 5 и така натаму, тука и вашиот градоначалник актуелниот кој што беше Пазов, а не од некои служби, например, еве Државен пазарен инспекторат. Опозицијата го повикува, што се случува со него, зошто барем не се викне на распит, на информативен разговор, на било што се случува со целата таа истрага. Сега ве прашам малку политички, не професионално. Вие сте сепак министер. Без оглед, јас сум министер за образование, но тоа е работа на органите за прогон. Јас сум длабоко убедена дека овој пат правдата нема да биде селективна, но како што вообичаено велам, за се нешто треба време.
Длабоко сум убедена дека сите што треба да бидат на распит ќе бидат на распит, сите што треба да бидат судени ќе бидат судени. Вие самите кажавте дека во овој момент не изгледа воопшто селективно, затоа што има и луѓе од партијата ВМРО-ДПМНЕ и на распит и во притвор и така натаму. Така да сигурна сум дека сите што треба ќе дојдат на ред. А овие што ги спомнав... Дефинитивно. Пошто го прозивате од собрание. Дефинитивно секој што има одговорност ќе дојде на ред. А БАВК? Што ќе заклучи истрагата, не би можела да ви кажам. Добро. А кога сме... Кога зборуваме за Кочани, импактот што го направи во општеството, сметате ли дека направи сериозен потрес земјотрес во вашата влада како влада? Мислам, знаете како многу ретки се овие моменти во Европа и во светот кога се случуваат вакви катаклизми, вакви апокалиптични, ве заниша ли сериозно внатре да се поставите, да си го поставите прашањето дали е се окей со нас како ја водиме државата, токму поради овој настан или не? За жал настанот е толку трагичен што не направи земјотрес во владата, направи земјотрес во државата. Тоа сигурно. Тоа е дефинитивно така. Да, и имало вакви случувања и во други земји и се страшни и за многу поголеми земји од нашата. Сигурно. Дали не потресе како влада? Од моја гледна точка и од она што јас учествував, не потресе, многу не активира, што е за мене е сосема нормално, да направиме се што е потребно и ова што ние како влада го правевме е многу различно од, за жал, некои други трагични моменти кои што се случувале во минатото. На што алудирате? На целокупната организација за севкупна помош на населението во кризните центри. Не зборам за кои други, пошто правите компарација на кои претходни алудирате, на Бесатранс, на Дурмотруд, за дефинитивно, да, на модуларната болница и така натаму. Прво, јас, освен за кабелот и за докторот кој сесртно помагаше во модуларната болница, не слушнав дека се случувале некакви пообсежни истраги и замислете, тогаш освен оние што беа директно засегнати, ниту пак јавноста нешто сериозно коментираше, освен опозицијата. Опозицијата опет коментираше многу сериозно. Да, вие да. За разлика од тогаш, ние презевавме се што треба. Не само органите на прогон. Здравствениот систем изреагира соодветно, образовниот систем изреагира соодветно и сите пропратни институции кои требаше да бидат вклучени беа вклучени и за разлика, повторувам, од минатото, таа разлика треба да се направи, ние постапувавме соодветно на неприликата, за жал. Добро. Да го ставиме Кочани, сакам да ве прашам малку за некои други моменти. Кога сме веќе кај вашиот дел, вашиот ресор, дали сте слушнале за трагичната несреќа што се случи во Тетово на 15 август 2022 година? Теодора Ристовска прегазена во Тетово од едукатор, од просветен работник, од наставник кој што се вика Паја Зити. И сега тој човек никако не може да влезе и да си ја ослужи казната. Првичната казна, замислете, за убиство на пешачки премин, била само 3,5 години, апелација намалува на 2 години, почнува се од почеток и се одлага. Професорот бил активен. Кажете ми, како е можно човек за кој што има веќе изречена пресуда првостепена, постои ли некаква етика кај вас, кај едукаторите, кај просветните работници, човекот сгазил дете со летални последици, дете, и сега тој продолжи понатаму да се води како едукатор и иако избегнува цело време понатаму да се појавува според на изјавите на родителите на семејството. Го знаете овој случај, прво кажете? Да, го знам. Ти барати ваша помош, знаете? Моја работа е да го знам случајот. Иако прв пат за него слушнав од медиумите, но после тоа веќе ве заинтересира, така? Да, дефинитивно ме заинтересира.
Министерството за образование и наука не е ниту судство, Ниту обвинителство, но не е ни Министерство за внатрешни работи. Добро. Од тука ние можеме да функционираме она што нас законите ни го даваат како можност, а тоа е да провериме дали наставникот е на настава и тоа можеме преку дневникот да го направиме, затоа што таму се води евиденција. Проверивме дали она што го прочитавме во весниците, дали во деновите кога требало да биде пријавен на суд, да се присутен, се извинувам, така? На суд, бил на настава, не бил. И го исконтактиравме тие 2 дена кои ги имавме како датуми, тој не бил на училиште, го исконтактиравме директорот, кој ни кажа дека не бил, но не ни доставил некаква потврда. Оправдание. Дека бил на суд или дека Так. е болен. Од тука, значи има услови со кои ние би можеле да суспендираме наставник или откако ќе биде обвинет во зависност од казната, каква ќе биде одредена, да го изгуби и работното место. Сепак ова мислам дека не е во доменот на Министерството за... Не, чисто ве прашав како професионалец, сепак се министерка, ресорен министр сте и негов, поради тоа што човекот се уште е активен едукатор, работи. Баш како одговорен министер мора да правам разлика меѓу сообраќај на несреќи и да речеме Ама вие не ме директно... разбирате, очигледно не сакате да ме разберете или не ме Добро ве разбирам, вие го потребивте зборот. Убиство, да, усмртена е девојка, многу ми е жал, сочувствувам. А како да го кажеме, кој термин да го потребам, може да ми кажете? Сепак е тоа сообраќајна несреќа, тоа не Со смртна последица. Не е екзекуција, не е некакво друг вид на насилие, кога можете да ние ми простите, би можеле... може да ми простите, но јас така го доживувам. Да, согласна сум. На пешачки премин, согласна сум. Да згазите човек, не постои презумција на некакво невнимание или нехат или било што. Согласна не сум. грижа, не Особено мислам дека треба да видиме строги кон оние што се пијани, издрогирани и така натаму. Не знам дали е случајот. Немојте да ме коригирате мене сега во целата приказка. Човекот не се појавил на судење, вие мене најдовте да ме коригирате затоа што сум рекол убиство. Мислам дека беше малку пресилно, но окей, има смртен исход. Во ред, да, треба да ја добие заслужената казна, но тоа не зависи од Министерството за образование и наука. Не, сакам да кажам во смисол, не знам дали ме сваќате. Дали ја го осудувам? Не, дали ќе помогнете на семејството, барем да му објасните и на директорот, како што веќе се го контактирале, што ми е мило, дека не би смееле да го кријат по неливо наводнице, никако не го мора да се појави да одговара пред институциите. Точно, она што дополнително можев да направам е таму да пратам просветна инспекција и таа е... така? Да, дефинитивно. Добро. Да. Тоа е барем некаква помош. Ќе видиме од тој записник, па можеби уште еднаш ќе треба да отидат, ќе отидат ако треба уште еднаш и така натаму. Знаете ли она што е во нашите ингеренции го правиме? Знаете ли кој е Ангел Димитров? Да. Знаете, бивши амбасадор на Бугарија во Македонија, се председател на историската комисија. Знаете ли дека неодамна пред 10 дена објави книга која што вели дека македонскиот идентитет е дело на Белград и на Москва. Го слушавте, ја слушавте таа информација? Ја слушнав, да. Сега вака гледам, ми е смешно, мене не ми е смешно да ви кажам искрено. Затоа што тој човек треба да биде counterpart на нашите преговарачи. И сега нашите преговарачи, кои што предпоставам се делегирани од Министерството за надворешни работи и трговија, од господинот Муцунски, треба да седнат со човекот, со Ангел Димитров, кој што за нас тврди дека ние сме вештачка творевина, која што е генерирана со еден вид на франкенштејновски код помеѓу Москва и Белград. Не го тврди тој сега, тоа го тврди поодамна. Да, но сега од позиција на преговарач, председател на таа комисија, човекот објавува книга и ние сега сите молчиме. Кажете ми вие, вака еве како научен работник, академски граѓанин, еве вие да сте во оваа ситуација на луѓето од историската комисија, би седнале со тој човек да преговарате за некаква историја во мое име, затоа што тие луѓе што преговарат во историската, преговарат во ваше, во мое име, така? Зар не е логично да се побара изземање на тој човек? Како влада, како министерство? Не знам какви се правилата, доколку е... Еве вие ќе побарате ли, еве сега вака еден предизвик за вас, ќе побарате ли од надлежниот министер да се обрати до бугарската влада и да каже: господо, ние не можеме да преговараме со човек кој што тврди дека ние сме генетички модифицирани срби или руси?
Зборуваме за државни интереси, спомнавме и нивоа на цивилизација. Дека веќе не зборуваме кај овој човек. Мислам тешко дека може да зборуваме за ниво на цивилизација кај овој што ви го спомена, бугаринот. Зборуваме за различни нешта. Има институции кои се одговорни ова да го направат и верувам дека се што има можат влада, и ќе направат. Во ред, во владата. А вие се дел од владата, вие се нувате, вали имате секој вторник, седнуваме, така. Разговараме, Ќе го на следната влада ќе го прашате ли? Утре тоа, ќе го прашате. Премиерот да кажете, ме викнаа на емисија, ме праша што правиме сега ние во преговорите со Ангел Димитров. Не е прв пат и нема да биде последен пат да има провокација од страна на бугарската држава. Нашиот проблем е што тие долготрајна политика водат во корист на интересите на нивната држава. Нашиот проблем е што ние долготрајно не сме ја гледале и не сме изреагирале. Па еве сега дојде момент кога треба да реагирате, Може би ќе реагираме, не можам да ви кажам, јас сум само министер за образование. Но дели од владата, господја Јаневска, вие седите, утре имате влада и претпоставам дека имате права во секој момент да дигнете 2% да кажете дека сакате нешто да искоментирате, нели? Да. Баш ме интересира, еве, може ли ми пратите една порака утре дали ќе го прашате господинот Тимче Муцунски дали ќе реагира на оваа сериозна провокација за мене како македонец? Ќе го прашам кои се правилата. Да, ќе го прашам Тимчо, ќе го прашам министерот нели за надворешни како се постапува во ваква ситуација и што ќе превземе нашата влада. Тоа не е никаков проблем. Впрочем, конечно имаме влада во која нормално комуницираме. Кога сме веќе бугарите, она што го забележав кај вас е, вака да ви покажам само по-пластично, пошто јас имам мобилен и тоа практикувам така да го правам. Само секунда. Ево, ова е вашето CV кое што сте го дали, си го знаете CV-то, така? Да. Во ова CV викате вака, дека во 2006 до 2008 сте биле пратеник во собранието и сте биле член на Собраниска комисија за соработка со Република Бугарија, што е многу интересно. Добре. Сте биле дел од партијата на Љупчо Георгиевски, ВМРО Народна партија, така наречена, НП. Точно. Човек кој што упорно со децени веќе пролиферува една бугараштина кај македонците, кој што на еден суптилен, латентен начин се обидува да ни наметне дека ние сме сите, како што би рекол и Ангел Димитров, производ на некаква коминтерна, дека ние сме такви какви што сме. И сега, кажете ми од ова перспектива, прво, зошто не го ставивте тоа во CV-то, се срамевте да напишете дека работевте со Љупчо Георгиевски и со Трендафилов Георги? Не, напишав дека сум била пратеник, а тоа што сум била веде председател на Народна, ниту може, дури и да сака некој да го сокрие, не може да го сокрие, нели? Па вие сте го сокриле, сте можели се го сокриле? Таман работа. Зошто го нема дека? Гледате дека не е сокриено. Сум правила професионално CV, не сум сметала дека е малку повеќе нешто во председател на партија, председател на партија, па макар и ВД, актинг, за вас е помалце важен од пратеник во собрание, а? Помалку важно е. Да? Пратеникот во собрание е представник на народот. Сите тие што се во собрание се представници на народот без оглед од која партија доаѓаат. А вие во тој момент од која партија бевте во? Јас бев во Народна, да. Па зошто не го напишавте така дека представник собранието? Очигледно ќе треба никако на некој начин да го дополнам нова прашање. Некаков начин многу лесно земате воду, коригирате и го враќате пак. Веќе по не знам кој пат одговарам. Тоа е нешто што не се крие. Тоа е нешто од што јас не се срамам. Тоа беше големо искуство во мојот живот кое ми овозможи посоодветно да функционирам како партиски припадник. И кажете ми, го согледавте ли, ја согледавте ли таа моќна, во наводници моќ, што мислам дека не е некоја голема моќна, на луѓето кои ја пролиферуваат таа идеја за бугарските корени на македонската нација? Не мислам дека е моќна. Мислам дека... Во наводници реков. Не, воопшто не се моќни, мислам дека е ретроградно, мислам дека има посебни причини зашто тоа некои луѓе го прават. А која кажете ми едно, може да ми кажете? Па една може да е искрено верување, друга може би е заблуденост, трета може би е поддршка од разни причини. Заблуденост се мислите? Не знам која и не ме интересира. Јас кога решив да излезам од таму, ги раскинав тие врски.
И воопшто немате никаква комуникација сега Немам со никаква тие луѓе, ни со Ѓорги комуникација. Трендафилов, ни со Не, никој? немам. Добро. Имам комуникација со дел од луѓето кои се вратија Во матичната во Мрод да партија. Да, и мислам дека сосема исправно постапи и дека е тоа во ред. Ако алудирате на тоа една па друга партија, мислам дека не е. Ве слушнавте дека ја нешто Добро, некаква тогаш не. алузија направив? Не, апсолутно не. Ајде малку да се вратиме и уште една тема, па ќе одиме директно и конкретно и на образованието. Пред некој ден на 14 март, ако не се лажам, само да видам точно да не сгрешам. Да. Рудникот Тораница испушти во трајање, според нивната информација, во трајање од половина час, вода во реката Крива река, која што, знаете, е долга 70 и нешто километри. Во еден момент трга од голема висина, преку 1000 метри надморска висина, кога се влива во Пчиња влегува на 200 метри, што значи дека има сериозен пат. Ова намерно ви го кажам за да сватите дека има течението е брзо и движењето на реката, нели, водотокот. Па таа Пчиња подоцна се влева во Вардар и се случи она што се случи, се повикуваше на некој разноразен екоцид и така натаму и така натаму. Прво кажете ми како човек од медицината, мислите ли дека државата, институциите, особено државниот инспекторат за животна средина реагираше навремено како што требаше да реагира во ваква ситуација, односно дали луѓето кои што се занимава со раноградинарски култури, например, и со земјоделие, беа информирани на време за да направи една пауза од користење на таа вода за евентуално наводнување? Како почна оваа приказна? Почна со прес на градоначалникот, кој мислам дека беше Паничен. И кој што ја мислам дека треба да има сериозна, да не речам казна, но мора да има некаква санкција за тоа што дигна паника, дека цијанидот е 100 пати поголем од... И тоа не е во ред. Тоа е страшно да се без да се подкрепи со докази. Дури и кривично дело, да речеме, нели, може да биде, еве, да. Тоа можете вие да го видите, така е. Така е, тоа ќе си го видат институциите што треба да го видат. Без во рацете аргументи да кажете дека е 100 пати зголем цијанидот, 200 пати колку и да рекол, за мене е несоодветно, затоа што градоначалникот има исто така сериозни обврски кон граѓаните. Може би тука има и некаква политичка конотација, не сум размислувала на таа тема. Или спомнавте дека доаѓаат избори локални, така? Да, спомнав. И за жал фолклорот трае, ние уште еден извесен период ќе мора да се прилагодуваме, нели, да слушаме тоа што може би не сакаме да слушаме. Факт е дека се случила хаварија. Хаварија се случила, инцидент има, така? Се случила хаварија, има инцидент. Едни велат испуштено било, други велат пукната цевка била, наводно била. И едното и другото инцидент. И другото инцидент, така е. Повторно тие што се задолжени за тоа ќе. Еве да ви пуштам да видите, погледнете ова. Да. Ја гледате бојата на водата, ова е крива река која што тече низ крива паланка. Во ред, ама никој не негира дека имало инцидент. Не, само ме интересира дали не откривате дека е сива бојата на реката, така? Гледам дека е сива бојата. Нормален човек дека нокт не би ставил, камо да наводнува флора и фауна со ова, така? Погледнете го ова. Ова е од О2, знаете. Предпоставувам дека доколку и земјоделците ја виделе бојата, престанале да го наводнуваат. Предпоставуваме. Предпоставуваме, и тоа би било нормална реакција кога, нели, се знаете што кој елемент е сив, така, не треба да ви го кажам, тоа така плумбум или така наречено олово. Така, оловото, но овде така останува збор за цијанид, нели? Сега различно. Не, имаше многу интересно што таргетот беше интересно и кај градоначалникот и правдањето на директорката Гиновска, Ивана Гиновска, беше околу цијанидот, што мене ми е многу чудно, никој друг као да се занемарија другите елементи кои што може да бидат оловото исто така не е многу здраво за конзумирање, нели?
Сега треба да се провери дали во технологија на издвојување на цинкот, да речеме, се користи цијанид, па од тука. Така. Оти знам дека во технологијата на златото се користи цијанидот, така, златото се користи, така. Предпоставка е дека можеби заради тоа е цијанид во прашање. Она што е направено и што мислам дека е добро, тоа што фирмата е казната 200.000. Не е казната, знаете како казната? Каква е? На пресконференција вика директоркава, Казната вика вака, извечено им е казно 180 до 200.000 евра. Се внимавајте. Тој кога да дојде кај вас студент и да ве праша добро професорке како одговорав, како положивте, вие да му кажете добивте помеѓу 8 и 10. Не, можам да му кажам знаењето ти е меѓу 8 и 10, Не, јас ама ќе ќе ти ве праша. дадам 8. Ама дека вика не меѓу 100. 8 и 10, така многу е. Меѓу 8 и 9 да речеме. Директоркава ви е исто така за размислување, сериозно. Не, јас колку што моите информации велат дека фирмата е казната 200.000 евра и дека и раководителот Со платен налог ќе биде помалце. Океј, и дека раководителот е казнет со 10.000 Одговорното евра лице. казна, одговорното лице, се извинувам, што значи повторно се прават некакви први чекори, што е многу важно, господин Иван, многу е важно да почнеме да функционираме така како што треба. Добро, но пак ќе ви кажеме на работа. Што е друго исто така многу важно? Да се слушате извадоци од нејзиниот прес. Добро. Од това, сега да ви покажам, ја знаете како изгледа господјата? Ја знам. Се ја виделе? Ја видов на прес. Аха, тој е ова е. Тој е ова господја. Излегува на прес и вика вака, вика казната ќе биде од 180.000 до 200.000, тоа да не ви кажувам. И слушайте внимателно. Дента кога се случил инцидентот, кога добила самата таа информација од Булмак, односно од Ораницот, од рудникот, пратиле двајца инспектори. Едниот инспектор е бивши вработен во Булмак, а вториот инспектор, жената негова е бивша вработена во Булмак. Сега вие се смеете, знам дека се смеете од мака, а не дека ви е смешно, далеку е дека ова е смешно. Така И гледате, сега луѓето отишле и не земале мостра. Еве, вие сте медицинско лице. Ја да ве прашам, Јас би ги суспендирала веднаш тие. Значи муабет да направам, да не правам муабет понатаму, така? Така е, дефинитивно. Ама само суспензии ли треба да одговараат, затоа што знаете Понатаму како? ќе оди процедурата, треба да Така, отиде други ние ќе бидеме осиломашина за информацијата, каква е? Дефинитивно. Се согласувате со мене? Се согласувам, предпоставам дека тоа е направено. Не е направено. Тогаш ќе се направи. Ќе мора да се да направи. разговарате со оваа господја што ви реков. Па јас не може се, класна сум на вистина, така рековте ќе ве не држам, реков ја нели, на класна, ја не би министерката, реков. Ама не можам баш со сите да разговарам, Така е. затоа се тука и медиумите. Јас ќе разговарам, ако сакате, со дотичната Гиновска, но еве вие Фала ви вака за комплиментите што мене ми доделувате улога дека треба да се Па јас имам сериозен респект за вас. Ви благодарам. Мислам дека треба да имате вие и респект према нацијата, према граѓаните и дефинитивно. треба да им одржите барем како нивен колега, министар, надлежен министар, дека не може, еве вие сте медицинско лице да се докажам, кога ќе дојде човек на тријажа, нормално дека веднаш се прават првичните, нели, па макар една крвна слика ќе им земете, да појдете и да не земете мостра, малку ми е чудно. Треба да ги чуеме да видиме што ќе одговорат, тоа но си го дефинитивно е, ако кажа- сакаме да бидеме строги, ќе Не, пратиме ако сакаме други. да бидеме држава, Ако сакаме да бидеме држава. Ако не строги. Не знаеме, нели, јас не знам. не, ама јас ти процедурата, кажам што си искрено кажала, ви кажувам, што но си окей. кажала директорката. Да. Добро. Значи, тоа е тоа. Се кажете ми, кога веќе зборуваме за образованието, да се вратиме, имаше едно писмо, не знам, ги читате ли вие писмата од Сдруженијата на граѓани и така натаму, кои што Да, вие ги читам. редовно ги читате? Редовно ги читам, иако морам да кажам дека се многу и дел од нив, нели, после извесен период изгледуваат, иако стручните служби добиваат налог да спроведат тоа што треба. Се читале митологија грчка? Да, сум читала. Знаете ова што е? Знам. Ова е Минотаур. Да. Значи, глава на бик, торзо на маж. Ова е кентаур Добро. и ова е пан. Ова се митски сушеси, ако ме прашате, тоа што не го гледаме не значи дека не постои во крајна линија. И сега сакам да ве прашам за една ваша, не ваша лично, него вие сте го наследили, ама како што прочитав, не сте го коригирале. Постои упадство за пријавување на насилство во основното образование. Го знаете, така? Знам. И вели вака,
ова Сдружение за децата од Македонија вели силно се противат на ваквото упатство, поради тоа што велат дека кога е потребно да се даде опис на жртвата и сторителот на насилство, не постои прашање што се тие по пол, туку што се по род. Претпоставам дека знаете, ја правите разликата сигурно што е пол, што е род. Дефинитивно. И опции кои што се изберат се следни, верували или не? Женски, машки, транс и друго. Сега да ве прашам. Транс и друго, кај дете, сакате ми кажете дека вакви деца постојат како што Минотаур, Кентаур, овие друго и панови, некакви генетски мутанти кои што ние не сме ги виделе, како дозволувате покрај женски и машки да постојат и други типови на родови? Иако правилно би требало да гледате полови, затоа што станува збор за деца. Ова е дезинформација, да. Во минатото... Ова е точна информација, го видов лично јас. Ќе ви кажам како е, не сте добро информиран, има елементи и ќе ги дообјаснам. Значи, ова упатство 2020 година... Од Арбор Адеми. Да. Ова упатство 2020 година, кој е прилично обсежно и големо, и за пријавување на насилството има прашалник. Така, ова зборам за прашалникот. За прашалникот, и во прашалникот имаше род, транс дете, уште нешто. Добро. И друго. И друго. Тоа е работено со одредени невладини, Бирото за развој на образованието, со одредени невладини се извинувам, невладини организации и министрот Адеми 2020 го потпишал. Вие се сеќавате колку бурно реагираше општеството на, јас би рекла, насилието на минатата власт. Тешко насилие. Насилие, вистина беше насилие. Родител 1, родител 2. Грубо беше тоа направено, несоодветно. Но, ама зошто ми велите дека ова не е така кога го читате дека е вака? Сега ќе ви кажам зашто не е така. Затоа што јас имав средба и со повеќе невладени организации и едни кои ја застапуваат ЛГБТ заедницата, плюс и така натаму. Децата ќе дозволите застапување на ЛГБТ заедница? Не, само сакам да ви кажам како е. Добро. Комуницирав со нив, комуницирав и со другите кои исто така малку според мене понекога знаат да бидат повеќе агресивни од колку што треба. Добро. И ние се договоривме да го промениме упатството? Упатството ќе остане, упатството е добро и ќе остане како прирачник за наставниците, но прашалникот за жртвата да го измениме на некој начин, со тоа што ќе ставиме машки пол, женски пол, но дискриминација има многу, не се однесува ова само на насилие, ве молам. Не, за она друго зборувам, за она друго. Значи, ме прашавте што значи друго. Што е друго, кажете? Ама не се однесува ова упатство само на сексуално насилие, задевање и така натаму. Ова е за жртви на секаков вид на насилие. Род, министерке, род. Ама го сменевме. Ама не е сменето уште, каде покажете ми го документот сега, може да работи во овој момент. Ама не се го, ама гледате сега. Ама договор сме постигнали. Ама не, треба само уште да се објави. Ама знаете како сега вие ме обвинувате за манипулација, не е точно, јас го видов најдовте? На интернет. На кој интернет? На еден интернет што постои, како на кој интернет? Треба да добро, треба да е сменето на веб страната. Ова е прашалник за пополнување. Така е, тоа е прашалник за пополнување, но за разни видови насилие. Така е. Значи, ви кажав каков е договорот, бирото го работи правилникот, ова треба веќе да излезе на веб страната. Ова е прашалник. Новиот прашалник треба да излезе на веб страната на Бирото за образование. Не сум проверила во петокот, еве утре, тоест денес. Но се согласувате дека не е во ред да стои женски, машки, други и транс, така? Ке има женски пол, машки пол, друг вид на насилие. Ама насилие. За насилие станува така, а не за пол. Ама не за пол, не станува збор за пол, станува збор за друг вид на насилие. Добро. Нека биде така. Они мора да значи еден е делот каде што детето вели дали е машко или женско, а друг е делот во кој што вели каков тип на насилие претрпело. Односно дискриминација и насилие може да бидат многу различни значи, видови. Значи да се разбереме уште еднаш. Не сигурна сум, да. Проверувам уште еднаш. Малце се проверувате сега, така? Проверувам уште еднаш. Да.
Кажи, нема дилема. значи прашалникот ќе биде коригиран за да не биде ваков како што е срамен. Не. Добро. Но во овој момент е се уште, али добро што кажавте, ке се Добро работи. што ми кажавте, и јас денес ќе проверам дали е тоа Добро. променето на веб страната на Бирото за образованието. Да. И сега кажете ми кога зборуваме за она исто така беше една голема тема која што и мене исто малку ме забола, тоа што имам завршено филозофија, корпусот на филозофските теми, односно предмети, логика, етика и филозофија се тргнати или не се тргнати од образовната програма, кажете ми. Вие нема да ми верувате, но и не морате. Ке ви верувам, Јас многу сакам филозофија. Дури во младоста сум мислела дека треба да бидете филозоф. Да. Добро. Нели, но како врви времето, па Сваките дека е глупост, а? Не, разни влијанија, дека Добро. треба да си има занает во раката, ме донел на медицината. Значи јас како професор по Не филозофија се немам шегувам. ништо, а? Не Да, се ви шегувам. благодарам за комплиментот. Само се шегувам. Добро. Мислам дека е многу значајна. Особено логиката и етиката. Логиката, знаете како се вика? Не. После логиката почнува вистината. Не. Се почнала од филозофијата, така е. логиката и етиката се составен дел на филозофијата, за да Тоа нема е тој забуна. корпус. Така е. Океј, се е тоа во ред. Да, мислам дека е многу потребна, да, мислам дека е многу корисна. И што направивте по тоа прашање? Ке ги имаме преку предмите? Филозофите добија 4 часа. Не е Колку проблем. 2 часа во трета и 2 часа часа во во четврта. четврта. Неделно. И што да не е предаваат? проблем да се предаваат тоа што сакаат од филозофија, односно По слободен избор? не по слободен, по програма, по курикулум. Кој е курикулумот? Ама кажете ми? курикулумот сега е историја на филозофија. Добро, историја е за на факултет, не е сега. Ама сега програмите, Добро. новата програма не е направена. Јас бев таму и ги повикав. Кажете ми логика повикав како да се предмет, вклучат. за критич. Ама не може да тргнат од тоа дека ќе го изгубат работното место и зборувам за дека работно, децата... зборувам за децата, Не, министерке. дека децата нема да ги изберат. Не е точно, затоа што немојте јас така, и бе, други... Ај ставете не тоа е чет точно. GPT за глупаци, ставете како да направите брзо Па сега, објавување на Инстаграм. GPT може да биде и многу корисно. Да, прекрасно, што да ви кажам. Ма, Прекрасно, учите ги. Зошто? Учите ги така, браво, секој нема да ги како? Зошто да не го искористат и да речете каде? излисте ми ги сите. Тоа може и на Google да го направите. Па може и на Google да го Сега направите. да не се лажеме. Значи, не, Логика и етика, не е ако во вие ред. сметате дека не треба да бидат примарни, едни од Ама кој ви кажа вас дека... Ама кој кој ви кажа дека ќе нема логика и етика? кој ви кажа? Реакциите на професорите од филозофски факултет кои во изминатите месеци А беше тој. ви го покажа ли наставниот план? Не ви го покажа. А ги прашавте ли која е нивната идеја? Аз бев на филозофски. И што ви рекол? И им реков, дајте ми план и програма. Дајте. Никој не даде. Ама затоа излегува по телевизиите да критикуваат со полно право. Ама они Не велат велам зашто не. се укинува. Ама не се укинува. Добро. Ајде ќе Не видам се. се, еве ќе ве држам за збор, па баш Бидејќи ќе го видам. користите телефонот, да го земам телефонот да ви го покажам планот. Еве го мојот, Океј. сакате мојот. Телефонот да ви го дадам, да го искористите. Таму ми е во еден файл, ирелевантно. Значи, замислата беше ваква, тоа, ајде се да го објасниме тоа убаво, за јавноста да го знае, гледана во емисијата. Драфт верзија на концепција беше Добро. тоа, во која очигледно треба промена во гимназиското образование, затоа што програмите се дотерувани, но генерално се многу стари, затоа што истражувањето кое што го направи бирото покажа дека има афинитет кон одредени предмети, дека им се потребни на децата, децата побара, децата, учениците, нели, но за мене деца, па така и ги велам, дека побара повеќе животни вештини, повеќе нешто што им е Практични, практично, така е. да може да го употребат Практични и ако наставни елементи. студираат и така Така е. натаму. Од тука стручните лица предложија една драфт верзија во која велат ќе имаме обврзни предмети за сите деца, математика, физика, хемија, биологија, македонски, англиски, вторстрански јазик и така натаму. Добро. И ќе имаме изборни предмети во кои ќе имаме дел од овие практични што они ги сакаат, повторно напредна математика, напредна физика,
програмирање и така натаму, и ќе имаме втор дел изборни предмети кои ќе бидат филозофија, право, економија и така натаму. Со можно децата да се искомбинираат од првиот и од вториот дел по 2 предмети. Никој тоа не го погледна. Сите видоа дека филозофијата, како напреден, нели, изборен предмет, станува само изборен. Се уплашија луѓето оправдано, јас не се лутам за тоа, не само филозофите, и социолозите, и педагозите се уплашија дека можеби нема да бидат избрани. За разлика од тоа, математичарите пак ми велат колку, нели, фигуративно, се смешни филозофиве, кој дете ќе избере напредна математика, да се мачи со математика, наместо да се учи социологија, филозофија, ако нема афинитет. Сите они имаат некакви афинитети. Така е. Со оглед на тоа дека бурни реакции предизвика, во моментот се случува други поважни настани, нели, што треба да се решаваат. Рековме дека имаме време, и ние реално имаме време, и дека ќе ја дискутираме концепцијата подолго време. Како рековме дека подолго време ќе ја дискутираме, се стивна. Но јас сега планирам да им пратам едно писмо на луѓето. Зашто направите едни дебати јавни? Ќе направиме, дефинитивно ќе направиме. Дел од нив, додека беше таа концепција на јавна расправа на ЕНЕР, пратија предлози за тоа што сакаат децата да учат, професорите за децата. Да, таму имаше логика, етика, филозофија, и ќе има. Само ќе мора да го направиме тој распоред малку поинаку, за да не се чувствуваат наставниците загрозени. Иако јас лично мислев дека они ќе ги добијат децата кои ги сакаат тие предмети ако им се изборни. Дека дури и менторски во законот систем е предвиден. Со едно дете ако треба да работи. Дека ќе добијат материјал со кој што ќе можат да работат за да се одвоиме од ното написат им си така натаму. Но очигледно пак имаме времења кои не се, или идеи кои не се доволно зрели во овој момент. Нели? Како химната во училиште, да? Но дефинитивно е така, Иван, ние мора да бидеме свесни дека не можеме насилно. Мора да изнаоѓаме методи, алатки со кои ќе го подобруваме целокупното образование, но прифатливо за сите да биде. Не се допаѓа. Имаме стручни луѓе во бирото, ќе понудиме втора верзија. Ако не им се допаѓа таа, ќе понудиме и трета. Но сите мора да знаат во ова општество дека не може да биде образование по желбите на одредени група на професори. Не само на професори, има и родители, има и професори. Ние мора да го движиме во правецот на светот. Нашите деца заостануваат 3,5 различно до 4 години во однос на знаењето на своите врстници. Имаат 900 часа помалку до 15 години. Нашите родители велат многу учат децата. Нашите наставници велат... А колку имаат 900? 900 часа помалку. Од просекот? Од просекот во Европската унија. Така? До 15 До 15 години. А кога ги тестираат со знаење за доцнуваат 3,5 години. Значи, он е девето, а знае како за пето. Нели? Значи, тој е дебакл на целото наше општество, така ли? Катастрофа е на целата проекција на тоа што ние сме сакале да ги научиме децата. И како сме ги поставили проектираните наши патекидни, така? Дефинитивно. Па не може ни средно стручно, ни гимназиско без информатичка технологија во денешно време. Апсолутно. Ова е таков бум. Така е. Они бараат некаков тип на програмирање, они бараат употреба на Microsoft алатките. И тоа треба да ги научиме. И добро е, гледам дека е почнато, и во средно стручно е почнато повеќе внимание, има опремени лаборатории, имаат компјутери, мрежа, постојано огромни пари даваме за да им се направи и така натаму. А кажете ме, во основно ги вратевте историја, географија и тие што беа ставени? Да, ги вративме. 7, 8 и 9, така? Да, ги вративме. Од кога почна? Од лани, во 7. Почна, така? Да, од лани во 7 ги вративме. Ова
следната година, оваа година ги печатиме тие за 7, следната ја менуваме програмата за 8 и за 9, паралелно тргнуваме со осовременување на програмите за први клас, следната за втори и понатаму навистина ќе мора да се позабавиме, претставам веднаш после изборите со оваа концепција за заеднички да видиме во кој правец ќе се движи курикулумот на гимназиското образование. Сулудо е да се помисли дека ќе нема филозофија, не може тоа. Јас дури вака велам, не може да постои држава ако нема филозофија. Смешно ќе биде да ви кажам. Но јас пак, ова е сега моје лично мислење, не како министер, мислам дека тие катедри кои се исклучително важни може да бидат малку поприсутни во општеството. Например, може би до медиумите... Чекайте, ви сте медиуми. А зошто вие не ги вклучувате во вашата работа? Знаете, на времето, во средновековието особено, царевите, главните советници им биле филозофите. Зошто не земете вие да седнете па малку да направите еден вид на стручни соработници кои што ќе пледираат да бидат ваши сериозни партнери во развојот на образованието, ако што ќе доаѓаат од сферата на филозофијата, од сферата на другите општествени науки кои што се значени од уметноста. Сте ви имале ли вие некојаш советник кој што е уметник? Дали е ликовен, дали е музички, дали е театарски? Зошто тоа го? Зошто бегате и се приказнате? Мора ли тоа да биде официјално советник? Ама зошто ви се медиумите виновни за таа? Вие медиумите, па вие медиумите. Вие не ме дослушате. Па сега рековте вие медиумите. Не, реков дека можеби вие можеби треба повеќе да ги анимирате. Ги анимираме. Па сега ми се жалевте дека сте ги виделе како критикува дека нема тие професорите. Ама право да критикуваат. Па нека значи медиумите ги им даваат простор. Тогаш, сега ги нема. Па сега ги нема. Ама има многу значајни живот, не. Има многу значајни настани во општеството. Например, еве зборувавме за интеграцијата. Жал ми е што ќе го спомнам Кочани. Што со Кочани? Тишина. Освен што е психолошки, тоа веќе станува и социолошки проблем, сериозен. Системот е социолошки проблем. Па зошто тогаш? Но окей. Зошто како дел од владата, кажете ми, зошто вие дел од владата се нервирате кога има одредени протести? Вие се нервирате за тоа? Бог да чува, ни случајно. Па еве слушам некои написи од луѓе кои што инклинираат до вашата партија, реагираат. Зошто вие протестирале, зошто не протестирале? Не. Треба ќе оставите луѓето да го канализираат право. Не. Луѓето имаат апсолутно право да протестираат и оваа влада не превзеде ништо да спречи никаков процес. Не го гледам дека имаше луѓе кои што реагираа. Напротив, ние ги поддржавме. Се индивидуалните ставови на сите луѓе партијата не треба да ги контролира. Не треба, апсолутно. Не само што не може, туку и не треба. И партијата не одговара за индивидуалните ставови на поединците, тоа без дилема, а најмалку пак владата. Не случајно. Значи, така да не секирајте, ќе има филозофија. Добро, значи тука сме најдеме друг начин. Тука сме више на крај. Си земавте врска да видите со Тимчо, си земавте која друга врска ви да проверите? А со химната да видите што се случува, како се случува, рековте јако ќе ви треба малце време за тоа, но не, за химната ти во многу општини химната се пее, во многу се интонира, во Каде се интонира? Во Скопје има? Има во аеродром, во Кисела вода. Во Прилеп, во Битола. Еднаш неделно како како што си одлучили училиштата на приредби, така? Да, на приредби, на патрони празници и окей, и добро е тоа така. Значи некаде функционира, некаде не. Да, но јас сум оптимист. Јас мислам дека ќе функционира и таму каде што не функционира, ако умно, паметно работиме. Кажете ми сосема за крај, што завршувам тука, Таравари ќе ве напуштил, нема, што мислите вие? Не знам. Пошто вие фах колега, нели, во некоја рака, така? Не знам, не сум го прашала. Не сум го прашала. Еве јас да ви кажам, не е лошо да го прашате дали е заинтересиран за повторно да биде градоначалник на Гостивар. Тоа е некоја моја информација. Така, мислите дека тоа се амбициите? Мислам дека се тоа амбициите и за ваша информација, мојот избор вели дека во петокот, минатиот петок, биле веќе на распит од мислам дека беше од Институтот за заштита, за спречување, како се викаше, институт, са подсетите ме вие,
и пазарниот инспекторат, државниот пазарен инспекторат. инспекторат, дека веќе биле на распит во обвинителство, што е добро. Дефинитивно. Што е добро да покажеме дека како држава не правиме селективност кога ни се случува вакви катаклизми. Нема да има селективност. Такви детали можеби јас реално и не знам. Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекција за заштита и спасување. биле одговорните лица, биле во јавното обвинителство во петокот, тоа е мојата информација, сигурно е 100% проверена ми е. Така да тоа е добро, затоа што мислам дека овој народ не само кочани народ од нацијата бара правда. Ни фали правда. И треба да ја добие, Јас ви реков дека сум длабоко убедена дека сите што треба ќе поминат низ тој процес, еве вие потврдувате, драго ми е што е така. Убедена сум, еве дополнително, за да им дадеме на луѓето грам надеж дека тоа така и ќе продолжи. Тоа така мора да продолжи. Имаат право да бидат лути, имаат право да бараат автомобил, така? Не. Да не ве мислам дека ќе се паркирате некаде на Боемска, така? Не. Немате, да. Штета. Секогаш кога можам одам пеш. Така? Да. Добро. Ви благодарам за учеството, се надам ви беше интересно, бевте доста динамична, иако се обида некои колеги надвор од Канал 5 да ме одвратат од идејата вас да ве поканам, баш ми беше интересно, ви благодарам, ви посакувам успешна работа и се надам дека ќе ни успеете со заеднички труд со општествените и едукативните работници да излечете од тињата каде што се наоѓаме. Еве пред малку ми кажавте дека каскаме 3,5 години до 15 децата до 15 години во тестирањето. Имате нешто вие што сакате мене да ме прашате или да ми кажете? Ви благодарам за поканата, ми беше многу пријатно. Да, има многу проекти кои треба да се направат во Македонија. Еве еден на кој во моментот работиме, можеби нема сите да ги интересира, но ќе биде од голема корист за државата во следните неколку години да се обидеме да во Македонија да направиме еден технолошки парк. Ајде да видиме. Ви благодарам. Се гледаме во некоја друга прилика. Ова беше министерката Весна Јаневска за образование и наука. Наредната недела се гледаме со представничката од СДСМ, Ана Чупевска, во исто време на исто место 23 часа од Канал 5 телевизија. Имате пријатна вечер. Пријатно.